Доколку сакаме да ја анализираме како помина 2020 година тргувањето на со долгорочни карти од вредност на македонската берза, мораме да напоменеме дека треба да бидеме ние, овластените учесници, брокерите, задоволни од прометот што се оствари во оваа година, затоа што статистички тој е еден од најголемите во последните 10 години. Исто така, ако сакаме да го анализираме и растот на цените на котираните компании што се на македонска берза, исто така треба да бидеме задоволни, затоа што и тука имаме огромен раст, како и на индексот MBI 10. Исто така, ако сакаме да ги анализираме досегашните познати резултати, финансиски резултати на компаниите кои што котираат на македонска берза, со кои најисучиви акции најчесто се тргува, мораме да напоменеме дека и тие резултати се позитивни и дека повеќето од овие компании очекуваме во 2020 година да поделат дивиденти за работењето во 2020 година. Те разбират затоа што тоа е многу битно за сите потенцијални инвеститори кои што вложуваат во долгорочни харти од вредност на македонската берза. Оваа година можеме да кажеме дека вербата на македонските инвеститори, повеќе физички лица и правни лица, значи они имаа верба во инвестирањето во харти од вредност на македонска берза и не сгрешија, затоа што како што кажавме, повеќето од овие акции покажа и зголемување на вредноста на акциите, а се разбира како што кажавме и повеќето компании добро работеа во 2020 година и поред кризата што се појави од уште од март 2020 со ковид кризата. Така да, македонските инвеститори повторно ќе повторам дека покажаа верба во институциите. За жал имаше недостаток од странски инвеститори кои што сите ги посакуваме. Се разбира дека и поради светската криза со корона во целиот свет, значи, се разбира дека го немаше нивното присуство на македонската берза, за жал беше со мали бројки. Се разбира дека во однос на инвеститорите се прилагодивме ние сите овластени учесници во однос на новата реалност и на некој начин, на сите нас ни беше во интерес прво заштита на здравјето на клиентите и поради тоа се прилагодивме и ние на клиентите односно на новата реалност и на новиот начин на работа и се разбира со помош и на други институции како што македонска берза, значи се зголеми оваа година бројот на налозите по електронски пат, со и-трейдер налозите и секако телефонските налози. Се надевам дека и потенцијалните инвеститори ова беше и олеснување за нив и се разбира и полесен начин да ги инвестираат слободните средства на македонска со долгорочните карти од вредност на македонската берза. Што да очекуваме во 2021 година? Секако дека ние, овластените учесници, брокерите, секогаш гледаме и на страна на понудата, значи издавачите, што да се зголеми можност да се зголеми со хартите од вредност со кои што може да се тргува. Тука имаме ние континуирано апел за општините за издавање на општински обврзници, до компаниите за финансирање и преку овој начин преку издавање на нови емисии или нови карти од вредност. Особено тука се надеваме поради се поголемиот развој и на овие IT и софтверски компании, дека и они како што согласно и како што е секаде во светот, они се најбројни компании кои што се одлучуваат за собирање на капитал преку издавање на нови емисии на акции. Се разбира и од страната на побарувачката, секогаш е континуираното промовирање на услугите кои што ги нудиме. Ние очекуваме во 2021 година, значи да остане истиот и да се зголеми интересот кај македонските инвеститори, правни и физички лица. Секако тука очекуваме
со разни законски регулативи, зголемено учество на македонските пензиски фондови и македонските инвестицијските фондови во тргувањето со харти од вредност на македонска берза. И секако добре дојдени и посакувани се и странските, што институционални, пред се институционални инвеститори, значи странските инвестицијски фондови, странските пензиски фондови, се разбира странските